Втор дневник на Канал Плюс. Добро вечер. Почнуваме веднаш по кратката најава. Останете со нас. Три капитални проекти започнаа да се реализираат годинава во Кочани. Делчево ги дефинираше трите најголеми проекти на кои ќе работи до година. Почна тридневната јавна расправа за буџетот во Виница. Ако професијата се работи со љубов и знаење, успехот не изостанува. Успешна сторија за сточар во Штипско Љуботен, повратник од странство кој иднината ја планира овде. Жител на Делчевско Драмче почина од студ и глад. Почина 3-годишно дете во село Мородви Зрновци. Голем број возачи викендов на истокот управувале под дејство на алкохол. При последното истражување на јавното мислење, 56,5% од испитаниците сметаат дека ВМРО ДПМН има подобра програма од СДСМ. Истражувањето го изврши независната агенција Брима Галуп, една од најреномираните агенции за истражување на јавното мислење, со реализирани повеќе од 500 истражувања досега. Податоците од последното истражување ја разбрануваа опозицијата. Резултатите од анкетата на Брима Галуп, која резултираше со прогноза за убедлива победа на ВМРО ДПМН на предстојните парламентарни избори, ја разбранува опозицијата. 70,2% од македонците вклучени во анкетата сметаат дека ВМРО ДПМН има поголема поддршка од граѓаните, наспроти 11,2% кои сметаат дека СДСМ има поддршка од граѓаните. 55,9% сметаат дека ВМРО ДПМН ќе биде победник на следните избори, наспроти 12,1% кои мислат дека победник ќе биде СДСМ. Никола Груевски понатаму е политичарот со најголема доверба кај граѓаните со високи 32,3% пред Зоран Заев кој ужива довербата на 9,1% од испитаниците. Реномираната независна агенција за истражување на јавното мислење Брима Галуп на барање на неделникот Република во период од 29 октомври до 3 ноември годинава спроведе теренска анкета за испитување на јавното мислење на граѓаните за повеќе прашања поврзани со актуелни политички теми, при што беа анкетирани 1007 испитаници. На прашањето за која партија би гласале доколку следната недела би се одржале нови парламентарни избори, резултатите се следни: 33,3% за ВМРО ДПМН, 14,7% СДСМ, 0,6% Обединети за Македонија, 0,5% ВМРО Народна. Исто толкав број од испитаниците, 0,5%, одговориле дека ќе гласаат за партијата Гром. 10,8% се уште не одлучиле, а 10,3% одговориле дека нема да гласаат. Резултатите од анкетата на Брима Галуп предизвика партиски препукувања. СДСМ реагираше преку партиско соопштение во кое вели: огромната растечка поддршка на граѓаните за СДСМ и за лидерот Зоран Заев предизвикува голема нервоза и панични реакции кај Никола Груевски. Како што се намалува поддршката од граѓаните за Никола Груевски, така му се потребни се поголеми нарачани бројки во анкетите. Со соопштение на оваа тема излезе и ВМРО ДПМН. Хаосот во редовите на СДСМ е се повидлив, очигледно се затворени во свој свет, немаат контакт со реалноста и веруваат само на рейтинзите на партискиот институт Прогрес. Ако пред некое време виновни за катастрофалниот рейтинг им беа реномираната Ири, денес за тоа е виновна и реномираната Брима Галуп. Со реакција за обвинувањата дека анкетата е нарачана и заради тоа резултатите не се објективни, излезе советникот за истражувања во агенцијата Брима Галуп Ѓорги Кимов. Ваквите квалификации Кимов ги отфрла и наведува дека ширењето недоверба кон анкетните истражувања штети на Република Македонија и создава проблеми во јавната комуникација. Анкетата е направена со запазување на сите методолошки стандарди и според методологија за вакви истражувања. Истражувањето на Брима Галуп, освен довербата на граѓаните кон политичарите и политичките партии, го покажа и ставот на јавноста која смета дека опозицијата нема капацитет да биде подемократична во однос на актуелната власт. Имено на прашањето дали опозицијата доколку ја преземе власта би била подемократична во однос на актуелната власт, 52,8%
43% од граѓаните се изјасниле дека сметаат дека не би била подемократична, наспроти 22,6% кои велат дека би била подемократична. 21,3% одговориле не знам. На ова прашање 3,4% од испитаниците одбиле да одговорат. Следуваат вести од регионот. Изградба на брана Речани, пречистителна станица и колектор за отпадни води на територијата на Кочани и асфалтирање на повеќе улици се најзначајните проекти во Кочани кои започнаа годинава. Градоначалникот Ратко Димитровски објави пресек на реализираните планови, а најави дека и понатаму ќе продолжат активностите на локалната власт за подобрување на квалитетот на живење во Кочани. Градоначалникот на општина Кочани Ратко Димитровски пред крајот на календарската година, правејќи пресек на реализираното, на пресконференција искаже задоволство за целосната посветеност на подобрувањето на квалитетот на живењето во општината, реализирајќи ги меѓу другите и трите најзначајни капитални проекти. Вчера Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство го распиша огласот за изградба на браната Речани. Според тендерската документација, браната треба да биде издигната до 2021 година. Вкупната вредност на овој проект е проценета на околу 27,3 милиони евро. Влезот на овој свеж капитал во значајна мера ќе придонесе и за подобрување на економската состојба во Кочани и регионот. На терен е завршено пробивањето на патот со пропусти и дренажи, за што од владата на Република Македонија се наменија 3 милиони евро. Со проектот е предвидена изградба на подпорни зидови во должина од 840 метри, а патот ќе биде со асфалтна коловозна ширина од 4,5 метри со банкини и асфалт. Со акумулацијата Речани ќе се реши проблемот за водоснабдување на околу 90.000 жители од Кочани, Виница и микрорегионот, како и наводнување на дополнителни површини кои што се предвидени за наводнување. Димитровски информираше и за асфалтирањето на улици во градот и населбата Оризари со средства заем од Светска банка. Од јуни до сега асфалтиравме половина од планираните улици. Февруарски поход, Димитрија Лазаров, Разловечко востание, Македонска, 15 македонски корпус, 13 македонска бригада и Јанка Стојменова во Оризари. Со проектов за жителите на овие делови од Кочани решаваме суштинско прашање на кое чекале 40 години. Во зависност од квалитетот на извршената работа, очекуваме до крајот на оваа година да се асфалтираат уште 2 улици. На денешната средба со новинарите, градоначалникот Ратко Димитровски информираше за уште еден капитален проект кој остави белег за 2015 година. Пред еден месец го подпишавме договорот со консултантската куќа вклучена во проектот за изградба на пречистителна станица и колектор за отпадни води на територијата на општина Кочани. Реализацијата на овој проект е овозможена со најголемата швајцарска донација во Република Македонија во висина од 21 милион швајцарски франци. Пречистителната станица, која ќе биде опремена со најсовремена технологија, ќе се гради на најниската гравитачка точка на вливот на Масалница во Брегалница и ќе ги прочистува водите од сегашните 9 испусти од Оризари до Долни Подлог. Веќе е изработен проект за првиот дел од трасата на главниот колектор. Во подготовката на потребните елаборати следува постапка за добивање одобрение за градење на првиот дел од колекторот и очекуваме работите на терен да започнат пред рокот, односно во јуни наредната година. Градоначалникот Ратко Димитровски одговараше и на новинарски прашања на актуелни теми од интерес на граѓаните на Кочани. Пресконференција за капиталните проекти во 2016 денес имаше и градоначалникот на Делчево Дарко Шехтански. 3 проекти добија најголема подршка на форумските сесии за буџетот за идната година во Делчево, а тоа е изградба на капела, обнова на улиците во населба Звегорска река и во центарот на градот. Почитувани сограѓани, општина Делчево престојната 2016 година покрај големиот број помали ќе ги реализира и следните поголеми проекти. Изградба на градска капела, проект избран од нашите сограѓани на буџетски форум во тековниот месец во износ од 5,5 милиони денари, изградба на улици во населба Звегорска река во износ од 8 милиони денари, реконструкција на улици во централното градско подрачје Светозар Марковиќ, Пито Гули и дел од Маршал Тито во износ од 16 милиони денари,
Во истата 2016 година ќе заврши и градбата на градинката Весели цветови, за која што се надеваме дека во првата половина на истата година ќе биде пуштена во употреба. На влезот во Берово започна реализацијата на проектот за сообраќајно решение со кружен тек, со што треба да се зголеми безбедноста во сообраќајот на крстосницата на улица Маршал Тито и регионалниот патен правец Струмица Берово. Инвестицијата е 8.530.000 денари, обезбедени од Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделието и руралниот развој и од буџетот на општина Берово. Започна изградбата на кружната раскрсница на влезот во градот Берово, со цел да се зголеми безбедноста на сообраќајот на местото каде улицата Маршал Тито се вкрстува со регионалниот патен правец Струмица Берово. Општината реализираше проект со кој се предвидува асфалтирање на коловозна конструкција на ленти со широчина од 3,5 метри, со вкупна површина од 2332 метри квадратни асфалтен бетон. Бехатонските елементи на раскрсницата ќе се постават на површина од 1140 метри квадратни, додека средното острово ќе биде со диаметар од 20 метри, површина на која е планиран зелен простор. Целиот простор ќе биде осветлен во согласност со нормативите за осветлување на раскрсници, а ќе се постави соодветна вертикална и хоризонтална сообраќајна сигнализација. Купната инвестиција за проектот е 8.530.000 денари, кои се обезбедени од страна на Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој и дел од буџетот на општина Берово. Проект за изградба на кружен тек во Берово, кој што се поврзува со регионален прат во вредност од околу 8 милиони денари. И ова се средства кои што владата на Република Македонија преку буџетот ги реализира и ги инвестира во општина Берово за изградба и подобрување на животниот стандард не само на земјоделците, туку и сеопшто на граѓаните во општина Берово. Преку Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој, општина Берово аплицираше со уште два проекти, а тоа е изградба на улица во село Смојмирово и локален пат Берово-Абланица. Општина Виница 3 дена организира јавни расправи за буџетот по целни групи. Прави за буџетот дискутираа селата. Утре продолжуваат невладините здруженија и задутре бизнис заедницата. Виница креира помал буџет за следната 2016 година за цели 25 милиони денари или вкупно 108 милиони и 300 илјади денари е основниот буџет. Со блок дотациите, со средствата од самофинансирачки активности, со донации за проекти, вкупните приходи се заокружуваат на 263 милиони 842 илјади денари. Колку селата ќе си го најдат своето место во овој буџет? На денешната прва јавна расправа за оваа година, сите местни заедници со листа на барање пред градоначалникот. Сите имаат исти или слични проблеми кои се сведуваат на комунална инфраструктура. Јас немам приоритети за се инвестират и пари во култура и образование, најаѓу пошто тоа, ама како прво основни услови имаме потреба за тоа што газење по кал 21 век сме да си направиме уличка така спомнеме си. Ја тоа по порано. И сега човекот помине, гумата му иде на бетон. Сакаш да камиончето. Нов асфалтање на центар ако може, стварно ни е скопро. Единствено решение, знаеме сите, е спојување на селскиот водот со градскиот водовод и обезбедување на доволно и квалитетна, чиста и безбедна вода за пиење. Значи, дали прашањето ми е, пошто повеќе години го ставаме во програми, проблемот е во секој случај обезбедување на средства, дали имаме обезбедена финансова конструкција за евентуално да го решиме овај голем проблем. Тоа е едно. Второ, докај сме со продолжувањето со фекалната канализација и како информација, значи, најрадно и вашите служби знаат, одредени луѓе се имат приклучено. А како и на кој начин ќе се селектираат приоритетите? Општината со расположивите средства. Пари за се нема, но за најбитните ќе мора да се најдат. Направивме целни групи за да можеме да собереме што повеќе идеи, сугестии и да ги видиме можностите на општината за да ги вметнеме во буџетот за 2016. Инаку овој пат буџетот го проектиравме за околу 25 милиони денари пониско од претходната година. Предпазливи сме во делот, бидејќи знаеме дека следната година ќе имаме избори и фактички општината нема да може да функционира нормално 3 месеци.
Меѓутоа, ако се укажат дополнителни можности со приходи, ќе направиме ребаланс следната година и ќе се со цел да удоволиме на повеќе на граѓаните во населените места. Инаку продолжуваме со реконструкции, изградби во делот на инфраструктурата на водоводи, канализации, каде што нема, каде што се застарени, каде што треба да се менуваат, со асфалтирање на улици во градот и во населените места, изградба на филтер станица во село Трсино, изградба и проширување на филтер станицата во градот и спојување на градскиот водовод со село Лески. И тоа е еден од проблемите што ги имаат населените места, посебно Лески во делот на летниот период, кога немаат доволно количина на вода за пиење. Се на се, значи, најголемиот дел се поситни инфраструктурни захвати, а многу важни за населението, бидејќи комуналните работи се 90% од животот на граѓаните. Јавните расправи за буџетот општина Виница ги практикува неколку години, но овој пат нема да бидат сведени само на еден ден, туку ќе траат цели 3 дена. Започнаа со местните заедници, утре продолжуваат со здруженијата од градот и завршуваат со бизнис заедницата. Во продолжение на дневникот сторија за еден убав пример за наш повратник од странство, кој вели дека доколку се работи со љубов и овде може да се живее убаво. Негова професионална определба е сточарството и смета дека донел вистинска одлука кога изградил фарма на овци во село Љуботен. По 20 години поминати на работа во Италија, Велин Цветковски реши да се врати во родното село Љуботен, народното огниште, кој некогаш го напуштил заминувајќи во потрага по подобар живот. Со она што го спечалил, реши да отвори фарма со овци. Ако си секаде работник, Италија е тука, во Македонија. Не значи у Италија да си или Германија, ако си добар работник и добро заинтересиран за работа, и тука може да се допринесе во Македонија. Само треба, да речеме, дека си на која локација, малку и општината да преземе малку да се држава, така, за да вај народ, за да не бега нагоре, по западо, тука треба да остане. Имаме ние тука доволно работа, имаме. Јас од овие 2-300 овци вадам некаде по 1000-2300 евра месечно плата. И за мене, и за овчарот. Значи, кога може тука да се вади, нема потреба ние да бегаме во запад. Меѓутоа, неговите амбиции за зголемување на стадото зависат од пристапниот пат и од водата која сега ја нема. Пристапен пат е катастрофа, не можеме да дојдеме тука до објектот, разбираш. Нема шанса, коли ти оставаме доле на сред село. И сакаме, сега имаме околу 2-300 овци, сакаме да изголемиме над 1000. Али вака по овај начин не знам како би било. Услови са катастрофа. Да. Имате вработено сточе? Имаме, јас вработените, да ти кажам, ради тие услови бегат, треба водовод, треба купатила, значи почнав да спремам, али немаме вода, немаме, и секој сака да има услови, да има тие работи. Па биво е секогаш, али не е бил, пошто сега лозијата, знаеш што лозијата са произведени од тоа време наам и сега редишта се наведени у пато и доваѓа повише јака вода. И од згора треба се одбие, доваѓа од Шифликот, од Љуботин, водата доваѓа од тука. Да, се по пато си оде. Дека одат возила таму да и вот. Ете кога дојде не може, те там доле оставаме на асфалта, колите остават и ни се од. Се не може да се оде опче. Чим падне дожда не може. Порано во Љуботен имало до 5000 овци и друг крупен добиток. Во околината на ова село постојат идеални услови за поинтензивен развој на сточарството преку одгледување на овци, кози и друг добиток. Жителите на ова село се надеваат дека ќе се надмине проблемот со вода и дека ќе се изгради патот со должина од околу 500 метри од селото до првите фарми. Почина 3-годишно девојче од село Мородви со општина Зрновци. Родителите се сомневаат дека во прашање е лекарска грешка и дека детето починало заради компликации предизвикани од сирупот, после кој состојбата нагло му се влошила. Родителите најавуваат судска разрешница за семејната трагедија. Следи крими билтенот на СВР Штип. Во Делчевско Драмче почина 43 годишен жител од студ и глад.
Пронајден е во неговиот дом во Драмче, каде подолг период живеел сам и без никаков контакт со селаните. По пријава од страна на граѓани, СВР Штип изврши увид, а со лекарски преглед на телото на починатиот Златко утврдено е дека нема знаци на насилство, а можна причина за смртта се глад и студ. Еве што за Канал Плюс изјави докторот од здравствениот дом во Делчево, кој изврши преглед на починатиот. На повик 194 излеговме на местото на настанот од пријава на полициска станица Делчево. Значи, човекот долго време бил изолиран вон цивилизација, не контактирал со никој, бегал од луѓе. Значи, најосновна причина за смртта е гладта и студеното време. Инаку видливи знаци за насилство по телото не се забележени од наша страна. Починатиот од Драмче имал семејство во истото село, но долг период живеел сам. Во Центарот за социјални работи во Делчево не аплицирал за помош. На подрачјето на секторот за внатрешни работи Штип спроведена е акциска контрола на возачи кои управуваат возила со неприлагодена брзина на патот и додека се под дејство на алкохол. Имено во акциската контрола контролирани се вкупно 194 возачи, од кои 121 се алкотестирани, а кај 15 од тестираните е утврдено присуство на алкохол. На 15 возачи издадени им се платни налози за наплата на глоба и против исто толку одземени се возачките дозволи. Спроведена е акциска контрола на возачи кои не ја прилагодиле брзината кон условите на патот, односно ја пречекориле брзината. Контролирани се вкупно 71 возач, од кои 55 возачи се контролирани и 47 од возачите ја пречекориле брзината во населени места, додека 8 од возачите ја пречекориле брзината надвор од населени места. На 43 издадени им се мандатни платни налози, на еден од возачите издаден им е еден платен налог, додека 11 возачи се писмено опоменати. Од СВР Штип најавуваат и понатаму зајакнати и интензивни контроли. Апелираме и укажуваме на сите возачи на моторни возила дека и понатаму ќе продолжиме со зајакнати контроли и интензивни мерки за откривање и спречување на овие прекршоци, бидејќи управувањето под дејство на алкохол и непочитувањето на брзината, односно неприлагодената брзина кон условите и состојбата на патот, се една од најчестите причини за случување на сообраќајни незгоди со потешки последици, а воедно се допринесува и за загрозување на безбедноста на сите учесници во сообраќајот и на личната безбедност. Домот на културата Тоша Арсов ја проширува издавачката дејност како дел од програмата на фестивалот Инвиница Веритас. Бардовите на балканската сатира креираа заедничко дело под наслов Балканска трансферзала, кое вчера беше промовирано во Виница. Нова балканска трансферзала градат на извучните имиња бардови на балканската сатира Драгутин Мини, Карло Васил Толевски, Александар Чотрик, Миле Ѓоргиовски и Бојан Љубеновик. 5 различни автори се обединија во едно преку фестивалот Инвиница Веритас го креираа второто дело на Домот на културата Тоша Арсов, чија промоција започна од издавачот од Виница, а ќе продолжи низ цел Балкан. Оваа година направивме една малку поголема компилација на најуспешните афористичари од Балканот. Во книгата се застапени македонските афористичари Васил Толевски и Миле Ѓоргиевски, додека од Србија се застапени тројца афористичари, едни од најуспешните во својата бранша. Ние на наша радост успеавме да ги собереме она што е најдобро од Балканот. Не сега да се застапени, обично сами издаваат книги на своји афоризми, додека во наша компилација се застапени може да се каже, најуспешните афористичари на Балканот. Ние таа традиција ќе продолжиме со издавање на секојаш во склопот во состав на фестивалот на хумористите Инвиница Веритас. Секојаш ќе има по едно такво издание, но во зависност од финансиските средства можеби таа бројка ќе зголеми. Ова што е направено од културниот дом во Виница е нешто што
ретко во овие години на Балканот може да се види. Можам да кажам дека книгата со луѓето што се застапени не е само врв во Македонија, па Србија и Македонија, па и Балканот, него многу пошироко, дека на вистина ова што е тука е квалитет кој што да се најде во една книга во ова издание е чест, а оној кој што успеал ова да го организира, уште поголема чест. Што друго да кажам? Овдека се наоѓам меѓу афористичарите, јас ги илустрирав овдека застапените афористичари. Со нив не можеш да излезеш на крај, затоа гледам со нив да не се замерам, затоа што они имаат јак орган, тоа им е јазикот, према тоа со нив, ако се човек замери, како што ќе видите во афоризмите, тешко на него. Ја имам молив, а мојот молив поради годините почна веќе да оклембасува, према тоа да паѓа. Присутните промотори пред Веничани презентираат дел од своето, но и од творештвото на соседите. Успешните Срби преваруваат по Google, неуспешните по контењерите. И да завршам со уште еден афоризам на Карло. Судејќи по богатството на црквата, Свети Јован Исуса сигурно го крстел во джакузи. Ние ја работиме сатирата, еден од најтешкиот литературен род. Само да ви кажам тоа дека сатира се пише уште од времето, римското време. Најпознатиот римски писател Јувенал успел да преживее 100 години, после тоа не се памти некој сатиричар толку да преживее. Или некој ќе го тргнел, или човек сам си одел од притисоци. Делчево, Виница, Велес, се дека каде е писател. Неговите афоризми се наградувани, најчесто наградуваниот автор на Балканот Александар Чотрич. Навистина ви ветивме работни места, ама не може ние да работиме наместо вас. Ќе го запреме партиското вработување. Ќе нема работа ни за членовите на партијата. Ние сме борбен народ. Моментално се бориме со душата. Кој работи честно, нема од што да се плаши, освен од гладта. Книгата Балканска трансверзала, која е пишувана и на македонски и на српски јазик на почетокот на следната година, ќе биде промовирана во Белград и во Ниш. Утрешниот ден за православните христијани е значаен по тоа што се одбележува смртта на великомаченицата Варвара. Таа се жртвувала за Исус Христос со тоа што нејзиниот живот го одземал токму таткој. Меѓу народот овој ден се одбележува со варење пченица. Според православниот календар, утре се одбележува еден од поголемите христијански празници посветен на светата великомаченица Варвара, која живеела во 306-та година по Христовото раѓање. Била ќерка на богат идолопоклоник наречен Диоскор, кој за својата ќерка овозможил се што и било потребно. Таткој Диоскор бил многу познат во тој град, бил многу богат, но по вера бил идолопоклоник. Тој својата убава ќерка и за нејзината безбедност направил една голема кула и ја ставил таму да живее. Отворил два прозорци, со едниот да го гледа небото, за едниот да ја гледа земјата. Да биде чудото големо, еден ден таткој Диоскор се оддалечил од градот, па Варвара излегла од кулата и по Божја промисла се сретнала со некои христијанки кои ја објасниле Христовата вера на Варвара и која веднаш ја прифатила. Враќајќи се во кулата, таа наредила да ја отворат уште еден прозор, со тоа што ќе ја асоцира 3 прозори на Света Тројца, а со прстот на зидот напишала крст и тој крст веднаш бил врежан како со железо да е исклесан. Од незините стапки, од каменот каде што газела, почнала да тече лековита вода, која што подоцна многу луѓе добивали исцеленија. Откако Диоскор дознал дека ќерка му е посветена на христијанството, лично ја предал да ја измачуваат, за на крајот самиот тој да ја убие. Ја дал на мачење кај наместникот, кај началникот Мартијан, кој ја фрлил во затвор, ја камшикувале, ја тепале заедно со некоја друга затвореничка Јулијана, која исто така посакала да пострада маченички. Двете девици, двете прекрасни девојки биле изнесени надвор, камшикувани, телата им биле облијани со крв, дури и градите им биле одсечени, водени на подсмев, биени, но во затворот им се јавил Господ Исус Христос со ангелите, ги крепел и ги лекувал. Мачејќи ја така, тој Диоскор, таткото на Варвара, не можејќи да убеди Варвара да се откаже
од Христовата вера, да биде се жртва на идолите. Сам ја отсекол незината глава, ја заклал на плоштадот, а пак војниците ја заклале со неја маченичката Јулијана. По смртта на Света Варвара и Јулијана веднаш ударил гром и ги усмртил Диоскор и Маркијан. На овој ден нашите предци соодветно на името на светицата Варвара варе лепченка со цел да се завари, но и да се затече житото во полето и во амбарите. На овој датум се смета дека се заваруваат денот и ноќта, односно имаат еднакво времетраење и од Света Варвара па до Свети Игнат се смета дека денот расте колку врв од игла. Многу семејства на овој ден прават служби, при што се вари блага пченица, може и други зрнести култури, но најчесто кај народот пченка се вари, при што се покануваат гости, се прави веселба во вечерните часови. Во некои краишта, па и кај нас, со овој празник е поврзан и обичајот полазник. Се смета дека е добро да првиот гостин, кој што се нарекува полазник, да биде млад и здрав човек, се со цел да годината биде плодна и беритетна. Затоа внимавајте кој прв ќе ви влезе во домот, бидејќи се верува дека неговата, односно незината среќа ќе се рефлектира и кај вас. Соединетите американски држави и Русија ќе ги продолжат разговорите за сирискиот судар во петок во Њу Јорк, изјавија шефовите на дипломатиите на овие две држави, Џон Кери и Сергеј Лавров, по средбата во Москва. Рускиот министер реши дека престојниот состанок ќе биде на министерско ниво. Дел од разговорите вчера ги водеше рускиот претседател Владимир Путин. Кери наведе дека САД и Русија ќе продолжат да бараат решение за сириската криза на состанокот во петок, кој ќе се одржи во Саудиска Арабија ќе ја поддржи египетската економија со тоа што на земјата ќе обезбеди нафта за следните 5 години, ќе инвестира дополнителни 8 милиарди долари и ќе го поддржи со саудиски бродови сообраќајот преку Суетскиот канал. Ова го изјави саудискиот заменик престолонаследник и министер за одбрана Мохамед Ибн Салман. Каиро доби ветување за 12 милиони долари од арапските сојузници во Персискиот залив на инвестицијската конференција која се одржа во март годинава. Сите училишта во Лос Анџелес се затворени во вторникот поради дојава за закана упатена преку електронска пошта и е наредено пребарување на сите училишни згради на територијата на градот. Локалните власти побараа 643.000 ученици да останат дома за да бидат темелно пребарани повеќе од 1200 основни и средни училишта. Заканата до властите упатена неполни 2 седмици по убиството на 14 луѓе во Сан Бернардино, која го изврши радикализирана млада муслиманска брачна двојка, мотивирана од терористичката група која што се нарекува Исламска држава. Истрагата ја водат полицијата на Лос Анџелес и Федералното биро за истрага FBI по споменатата закана упатена преку електронска пошта. Вчера вечер Фудбалската федерација на Македонија на свеченоста одржана во Македонскиот народен театар во Скопје ги додели наградите за најдобрите во македонскиот фудбал за 2015 година. Фудбалерот на Палермо Александар Трајковски го понесе признанието за најдобар амбасадор на македонскиот фудбал. Трајковски според Фудбалската федерација на Македонија е најдобриот фудбалер на Македонија кој настапува во странство. За најдобар фудбалер во домашното првенство е избран голманот на Вардар Филип Гачевски, кој во пролетниот дел од ланската полусезона како член на Брегалница постави рекорд од 912 минути без примен гол. Игор Ангеловски втора година поред ја освојува наградата за најдобар тренер во Македонија. Ангеловски со работнички го освои купот на Македонија, а втора сезона поред беше и вице-првак. Кире Марковски од фудбалскиот клуб Работнички е прогласен за најдобар млад фудбалер.
Иза Иремини со своите 20 постигнати голови во дресот на фудбалскиот клуб Ренова го понесе признанието за најдобар стрелец. Во женска конкуренција Наташа Андонова е прогласена за најдобра, пред се поради низиниот настап во клубот Турбине, како и во новиот тим Розенгард. Голманската легенда Благој Статов го зема признанието за животно дело за голманска легенда. За најдобар судија признанието отиде во рацете на нашиот интернационалец Александар Ставрев. Ова беше се во второто издание на Дневникот. Со нови содржини се гледаме утре. Имајте пријатна вечер.